Дел од жителите на општина Босилово се жалат дека им се уништени дрвцата засадени на речното корито кај мостот во Босилово. Тие велат дека речиси 30 на години овие дрвца им служат на сите оние кои поминуваат и застануваат тука да си починат. Според нив, иако местото е во сопственост на државата, требало да бидат известени и предупредени пред сечењето на засадените дрвца. Тоа беше посадено за време на првото посадување, посади дрвце и татко ми покојниот ги посади за граѓаните, уопшто за сите граѓани. И сега ми е криво вчера, без да не известат, дали е Струмички слив, дали е УНДП, како што кажува, дали е некоја друга фирма, доаѓа и без да известат, без ништо не, тоа се извршува прав терор на овие дрвца. Зошто ги прашуваме луѓето го уништуваат дрвото? Не се бориме за зелени површини, за зелени. Тука имаше над 100 дрвца посадени. Јас не сум човек кој може да успорува ако има потреба за чистење на каналот. Јас сум председател на комисијата и доста пати сум го кажал тоа, каналите треба да се прочистуваат, ама не на таков начин. Ако сметеше првиот ред, нека бидеше ние самите ќе ги исчистевме, а не они на еден вулгарен начин, багабонски начин, дојдени са сите и ги сечаат наред сите дрва. Овој ред вториот никако не сметаше на багерот што треба да врши почистување. Што значи ние сами ќе ги исчистевме, сами ќе го средевме. Проблемот нек дојде тај да види. Тај човек беше 80 години, со ковичка воата носеше, копеше го тоа тутка, чистеше го, садува и тие дрвца, да постоат, вика, кој ќе помине, вика, нек си апне, нек си замине, нек си седне на сенка, вика, и да ме спомнуват, вика, со години, јас 80 години беше мачи со суковата од реката воа таа нош. И на некому сега текнал, шо му сметал таму, му сметал тука, ништо не му сметал од таа страна да сече тие дрва. Сега ќорав беше да жив да му стане и ќе го утепа докато тие дрва. Па не е срамота што го работат, кад викат, засади, вика, дрво, вика, за еднина да има, вика, да биде зеленило, они што направиле, уништиле сичко. Од општина Босилово ја потврдија информацијата. Велат дека е отпочнато чистењето на речното корито на река Струмица заради намалување на степенот на опасност од поплави. Поради непречено одвивање на работата, дрвцата морале да бидат отстранети. Овие денови почнуваме со расчистување и регулација на речното корито на река Струмица. Веќе се работи на терен и нормално машините кога работат, значи речното корито го стопанисуваат водостопанските предпријатија. Јас ги разбирам луѓето, тие се некои емотивно врзани за тоа што го направиле пред 20 на години, меѓутоа водостопанското предпријатие единствено е надлежно да стопанисува со речните корита и речното корито на река Струмица е добро регулирано, значи со основно корито и така како што стручно го кажуваат инженерите, значи има миньор и мајор корито и обично стеблата се садат во миньор коритото, односно првиот трап, како што ние народно викаме. И ако се сеќаваат луѓето, значи порано имаше засадено брзорастички тополи, кои сега ги нема. Таму се работи за стебла на црници и според проектите што се направени, значи тие требаше да се отстранат. Луѓето, колку што јас имам информации, се жалеле дека не се информирани, меѓутоа нели бидејќи се работи зимот на Република Македонија, со кој стопанисува водостопанско предпријатие, ниту ние, ниту била која институција знае кој пред 20 или повеќе години засадил некои стебла. Преку проектот Интегрирано управување со сливот на река Струмица, финансиран од Швајцарската агенција за развој, од неодамна почна да се чисти речното корито на река Струмица во должина од 24 километри.